но сигурно дојде време и за последниот разговор во денешно издание на Македонија на утро. Темата која што е предвидена за истиот е сосема доволна за најавата да скопјани може да се пофалат со изложба на плакати на таткото на конструктивизмот Александар Николаевич Родченко. За ова, но и за останатите низа настани кои што беа организирани по повод 5 години постоење на меѓународниот студентски конкурс за плакат, дознаваме од разговорот со Лазе Трипков од Скопје. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро време. Како сте утро, веднаш ќе ве прашам? Супер, да ви кажам, со оглед на тоа дека малку е рано, јас сум на распуст овој период, меѓутоа сепак моите деца ме мотивираат да станувам многу рано, така да многу пријатно се чувствувам. Така, Трипков, оние кои познаваат уметноста, кога ќе слушнат за Родченко, знаат за кого станува збор, и сега за оние кои што не знаат, затоа сте вие тука да ни кажете. Родченко се смета за еден од најважните личности во однос на руската авангарда. Сметан е за татко на конструктивизмот, еден од основачите на конструктивизмот и многу значајна личност воопшто за руската модерна уметност. Фактот кој што го подкрепува тоа е токму идејата и иницијативата на Родченко да се воспостават одредени стандарди, меѓутоа имајќи на ум дека во тој период на создавањето на конструктивизмот и воопшто во творењето на авангардата била доминантна, односно доминирало сликарството како израз, меѓутоа и фотографијата се провејувала тука, така да почетоците на конструктивизмот на некој начин експериментирањето на Родченко го заокружуваат како еден процес кој што наметнува нови стандарди во однос на перцепцијата и во однос на визуелната комуникација. Нешто што е многу значајно поради тоа што во тој период буквално се воспоставуваат и оние основи на графички дизајн кои што ние денеска ги познаваме и воопшто ги перцепираме како такви. Така да од тој аспект мислам дека неговата личност заедно со многу други уметници во тој период даваат силен допринос токму за тоа и фактот само дека во тој период постоеле две школи кои што на некој начин го наметнуваат дизајнот и воопшто наметнуваат еден нов поинаков пристап во однос на работата, биле Баухаусот во Германија и тоа е школата на Родченко. Освен ова изложба има и други настани кои што беа организирани по повод 5 години, како што кажав, постоење на меѓународниот студентски конкурс за плакат. Ајде да не бидеме скромни и да ги кажем. Па, добро, ние во декември, 14 декември ги одбележавме 5 години од постоењето на Сдруженијето на графички дизајнери Плакарт. Знаете дека Плакарт е организатор на студентскиот конкурс за плакат, меѓународниот студентски конкурс за плакат. Идејата која што ни беше реално да го организираме тој студентски конкурс за плакат беше наметната од потребите во Македонија. Реално и се покажа дека после 5 години ние практички успеавме да отскокнеме на поинакво ниво во однос на тоа што се случуваше претходно. А во континуитет од процесот на создавање и развивање на Плакарт, реално сакавме да направиме една мала фешта, ако може така да се каже, с тоа што ќе дозволиме на публиката, односно ќе реализираме еден празник за очите, каде што во период од неколку недели ќе може да поседат повеќе изложби, односно петката ја земавме како носечка во овој циклус, така да организиравме 5 манифестации во тој период, кои што ќе ја заокружат 5 годишнината, така да мене ми е многу драго дека успеавме да го донесеме Родченко, таткото на конструктивизмот, и сакам да напоменам дека станува збори за репродукција на негови плакати, меѓутоа носечка манифестација е токму причината од фактот што минатата година се навршува 120 години од неговото раѓање. И таа манифестација која што се организираше на повеќе места во светот, драго ми е дека Скопје станува една точка на светската мапа во однос на уметност и дизајн, и самиот факт дека и Абрамовиќ ја поддржал таа годишнина, или тие што играат фудбал знаат кој е. Меѓутоа сепак многу голем интерес има во однос на Родченко. Би сакал да ги напоменам и останатите манифестации.
Значи успеавме да после 20 години практички, односно 96-та година, последен пат кога престојувал тука Славимир Стојановиќ, еден од најпознатите балкански дизајнери. Луѓето го препознаваат тука по дизајнот на плакатите на Скопје Джез фестивал, каде што во Скопје организираше прв пат изложба, а човекот престојувал тука реално и еден од креаторите на имиџот и на некој начин сето он кој што го создава е практички стимул за младите генерации. И на некој начин гледаат оние млади дизајнери кои што творат во Македонија, земаат многу големо искуство од Славимир Стојановиќ, односно го превземаат неговото искуство. И пропратени беа уште 3 манифестации, изложба на плакати на главната тема Money for Free. Идејата ни беше малце утопистичка, односно темата беше утопистичка, со тоа што сакавме да поставиме прашање во однос на светската криза, нели она што се случуваше кај нас во регионот, во Грција, во Шпанија, во Ирска и слично. Ајде да видиме, да пробаме да ги натераме студентите, дали може да се креира свет каде што парите ќе бидат подеднакви за сите. Односно нема да има ни сиромашни ни богати, него едноставно секој ќе може подеднакво да ужива во благодетите од својот живот. Така да беше пропратена и изложба на плакати кои што беа изработени на Facebook и практички со тоа се заокружи, односно со изложбата на Роченка се заокружи месецот на плакарта. Трипков, предпоставам дека кога пред 5 години го формиравте Сдруженијето на графички дизајнери, бевте водени од идејата и потребата да се подобри состојбата на дизајнот во Македонија, секогаш треба да гледаме напред, меѓутоа ќе те вратам сега малку назад низ овие 5 години, ќе те прошетам и што е она што можеш да го кажеш, дали успеавте да постигнете целта која што имавте на почеток? По мене ми е многу драго кога ќе добиам некој мејл, да речеме од Мексико или од Парагвај или од Кореја, каде што студентите ни се заблагодаруваат и ни кажуваат дека токму нашата тема ја избрале за магистарски труд, да речем, или за дипломски труд, или воопшто била инспирација да се ориентираат во однос на социјалниот адвертајзинг и социјалниот дизајн. Меѓутоа, она што уште повеќе ми е драго е тоа што во Македонија на некој начин успеавме да поместиме одредени граници и ако се земе факт податокот дека во 2007 година реално кога почнувавме со промоција, ние имавме само 300 плакати пристигнати, а сега веќе имаме секоја година зголемен пораст на плакатите и тоа што нашите студенти се дополнително мотивирани за да работат и голем дел од оние кои што беа победници изминатите години или учествуваа во конкурсот го искористија тоа како своје портфолио. Веќе неколку од нив работат и во маркетинг агенции, имаат своји студија, дизајнираат и креираат, веќе се независни дизајнери. Доволно е за младите да се овозможи од простор соодветен, каде што ќе може да бидат видени од останатите, да бидат препознаени и реално место каде што сите ќе се дружат, ќе има размена на идеи и искуства и буквално таа интернационализација денес се е возможна. Може да седиш во Македонија да работиш за Кина, за Јапонија. Така. А и бројката од 9000 плакати кои што ги имате во архива воопшто не е мала. Лазде, што ви говори до сегашното искуство? Кога станува збор за дизајнот, каде се моѓат македонските студенти на светската мапа? Па можам да кажам дека не се ништо полошо од останатите. Можеби немале соодветен простор до сега или соодветна можност за промоција, да бидат видени, да бидат приметени. Така да плакарт не останува само на изложбата во Македонија, него со своите партнери кои што ги има надвор во Европа. Секојаш се трудиме да организираме покрај презентација на нашите дела и изложби, се трудиме да направиме одредено предавање према студентите, така да само што ќе заврши изложбата тука, ние веднаш подготвуваме промоција соодветна надвор, односно веќе имаме договорени 4-5 дестинации, така да еве наредната година, бидејќи сакавме да направиме јубилејна изложба одредена под тема 50 финалисти на Скопје Постер, така да тие плакати ќе прошетаат буквално низ светот, така да ние за жал нема да можеме да отидеме во Венецуела, ама нашите плакати ќе отидат таму. Така да Њујорк, Цирих со улична изложба, Истанбул, Прага, Варшава, Белград.
Така, имам две прашања, кратко време, што значи ми требаат кратки одговори. Може дизајнот да влијае на промената на светот, затоа што очигледно и ни е потребен? Па апсолутно дека може. И дефинитивно треба да влијае на промената на светот, заради тоа што околу дизајнот, уметноста и културата ги кршат копијата. И за крај, ако Родченко постави стандарди на нова култура, што е она што вие како стандард сакате да го поставите? Ние сакаме како репер го зимаме се она што се случува во однос на едукацијата. Значи многу е битно да имаме кадар кој што ќе биде соодветен, да се вклопи буквално. Ја и на моите студенти тоа стално им го кажувам. Значи мора секогаш да имате одредени отстапки кои што ќе ги правите и никогаш да не се ограничувате или да дефинирате дека тука ви е лимитот. Така да секогаш може повеќе, секогаш се може повеќе. Мислам дека само со таков начин на размислување ние можеме да парираме. И фактот дека имаме и финалисти кај нас во Македонија, нашето жири е секогаш стручно жири и меѓународно, така да мислам дека можеме да успееме, а Плакарт секогаш ќе стои позади добрите идеи, секогаш ќе наоѓа начин соодветен да ја едуцира, да промовира. И фактот дека Плакарт е еден од организаторите на Скопје Дизајн Уик, секогаш ја вметнуваме едукацијата во тој процес. Трипко, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Повторно ќе се видиме во нека наредна прилика. Ви благодарам и вас. Утре во јас кога дојдов немаше снег, потоа ни јавија дека надвор има снег, ајде сега да ви